Не може да се очекува конечно решение на проблемот за името до самитот на НАТО во септември, оценува Антонио Милошовски, поранешен шеф на дипломатијата за Радио Слободна Европа. Неопходно е, вели, вклучување на некоја голема сила во барањето компромис. Дали тоа ќе бидат САД или Германија, Франција или сите заедно, или можеби тоа ќе биде Европската комисија на начин како што посредуваше меѓу Словенија и Хрватска, па ќе се овозможи паралелно почнување на преговорите и нивното течење заедно со текот на преговорите за решавањето на спорот за името. Тоа треба да биде одлучено и освен политичка волја во Македонија и во Грција, да има политичка волја и во Брисел и во Вашингтон да се помогне во решавањето на овој спор, вели Милошовски. Македонија е 29-та најповолна дестинација за странските инвестиции во светот, според новата листа на угледното американско списание Foreign Policy. Македонија напредувала за 5 места во однос на лани. Државите се оценуваат според 8 категории: предвидениот економски раст, финансиската стабилност, општата безбедност, нивото на корупција, опасноста од одземање на имотот од државата, експлоатација од локалните партнери, контролата врз текот на капиталот и валутната стапка. За да се исклучат какви било можности од создавањето непотребна паника кај населението за некаква активност на сулфатарата дувало кај Косел, синоќа на теренот беа поставени сеизмометри, што ќе ја следат состојбата со евентуални тектонски движења. Нема место за паника не само за населението, нема никаква загрозеност за човековата околина од вулканот во Косел, изјави градоначалникот на општината Охрид Никола Бакрачевски. Тој додава дека станува збор за поствулканска појава која што неретко се случува на оваа локација. Излегувањето на поголемо количество гас од вулканот настанало поради запушување на постоечките пукнатини од градежен отпад, кои што несовесни граѓани го депонираат во близина на Косел. Бакрачевски очекува ова место да стане туристичка атракција за гостите кои што ќе го посетуваат Охрид. Државната матура започнува утре на 31 мај со полагање на мајчиниот јазик. Потоа на 11 јуни следат полагањата за учениците кои избрале англиски, француски, германски или руски јазик. На 13 јуни ќе се полага математика, естетика и филозофија, а на 16 јуни ќе се одржуваат испитите по хемија, физика, биологија, историја и бизнис. Интересен е фактот што во споредба со минатата година зголемен е бројот на кандидатите кои избрале да полагаат математика и на основно и на напредно ниво, што може би еден показател и за зголемениот интерес кај матурантите да го продолжат образованието на некои техничките факултети, оцени министерот за образование Спиро Ристовски. Рокот за поднесување барања за земјоделски субвенции за оваа година истекува утре на 31 мај. Платежната агенција ги повикува сите заинтересирани земјоделци кои се уште не аплицирале, веднаш да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделство каде што имаат регистрирано земјоделско стопанство, за да поднесат барања во пропишаниот рок. Барањата се поднесуваат по електронски пат без доставување документи врз основа на податоците во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни. Народната банка на Република Македонија и во периодот 2015-2017 година останува на основните стратегиски цели: одржување ниска и стабилна инфлација преку стратегијата на одржување стабилен курс на денарот во однос на еврото. Во стратегискиот план, усвоен од Советот на банката, се предвидува и одржување финансиска стабилност како составен елемент на макроекономската стабилност и предуслов за остварување економски раст и просперитет. Украинската војска продолжи со нападите врз градот Славјанск. Гранати ја погодиле и градската детска болница, известуваат руските медиуми. Нема информации за жртви и повредени во нападот во центарот на градот. Украинската армија неделава ја засили војната офанзива против проруските сепаратистички сили во рејонот на Донецк, во судирите досега загинале десетина лица. Американското министерство за одбрана во меѓувреме соопшти дека Русија ја повлекла армијата од границата со Украина. Поплавите на Балканот предизвикаа директна штета од околу 3 милиарди евра, што негативно ќе влијае на економскиот раст и ќе придонесе за зголемена инфлација, соопшти Европската банка за обнова и развој. Според првичните проценки, Србија претрпела директни штети од 1,5 до 2 милиарди евра, а Босна и Херцеговина од 1,3 милиарди евра. Поплавите нанеле значителна штета во земјоделството, а сериозно се погодени и производството на електрична енергија, рударството и транспортната инфраструктура на двете земји, наведува ЕБОР.